Почитуван колега Никола, така го завршивте излагањето, отвораме дупки и подоцна ќе се потрудиме да ги затвориме или да ги залепиме, ако успеа да ве парафразирам. Токму ова интенција, намера е да се затворат отворените прашања кои се уште се отворени очигледно. Знаете зашто е очигледно? Затоа што во 2001 година, како резултат на конфликт, е склучен Охридскиот рамковен договор и во 2001 година во Уставот е имплементиран амандманот 5, со кој е заменет членот 7. Подоцна, очигледно, исто така е дека, како резултат на коалицијски договор веднаш по избори, владата на ВМРО-ДПМН е пришла кон донесување на закон за употреба на јазиците. Значи, тоа е во 2008 година. Ако се сеќавате исто така, зашто е очигледно, затоа што во 2011 година, веднаш после вонредните парламентарни избори, повторно владата на ВМРО-ДПМН е, очигледно имајќи се уште недоречености, пришла заедно во коалиција како парламентарно мнозинство кон на дополнување, односно дополнување и изменување на законот за употреба на јазиците. За истата потреба се преговараше и кога како предност ВМРО-ДПМН имаше можност да формира влада во 2016 година. Значи очигледна е потребата, не е нешто што го зборуваме без потреба. И ние сега треба, овдека сите заедно, барем во тоа да сме единствени, да оцениме дека има потреба од донесување на закон заради дорекнување, заради објаснување, заради до дефинирање на сите отворени прашања кои ги нарекувате дупки, за да не мора понатаму да се лепат. Никој друг да не ги лепи. Инаку, во развојот на државите се развиваат и меѓународните односи, се развиваат и внатрешните односи во секоја држава. Ние имаме примери и во Белгија, Финска, Естонија, Шпанија, гледате дека е актуелно, Франција, Италија, Словенија, Швајцарија и така натаму. Секоја држава наоѓа начин како да ги реши овие прашања. Нашето мнение е дека, како што се изрази и неколку ваши колеги, значи од вашата пратеничка група, да ја оцениме потребата од донесување на законов, да изгласаме дека постои потреба да се донесе закон и потоа да дискутираме амандмански, суштински, стручно, во расправа, која ќе го донесе најдобриот текст. Нема по-друг, поефикасен начин за заедничка соработка околу прашања кои ги тангираат сите граѓани на Република Македонија, затоа што се работи за меѓународно утврдени узанси и права за слободите човекови и за кои произлегуваат и од меѓународните конвенции и од домашната легислатива. Ви благодарам.